Почитувани, Република Македонија е подолг период заробена држава од двоецот Ковачевски Ахмети. Резултат на тоа се иселени млади, катастрофално образование, намален наталитет на населението. Со катастрофалната политика која ја води оваа влада, Македонија е станата држава со доминантно старо население. Криминалот, корупцијата, економскиот пустош, правната несигурност, отсуство на капитални инвестиции и развој се главни причини за масовното напуштање на државата од страна на младите. Уценетиот Ковачевски од страна на неговиот партнер Ахмети доведе до катастрофален образовен систем. Ако ја погледнеме програмата на Министерството за образование и наука за 2023 година, можеме да заклучиме дека од вкупно 270 милиони денари предвидени средства за инвестиции во образованието, речиси 90% се распределени во училиштата, каде директорите се блиски до Дуи и нивниот лидер Ахмети. Затоа лицемерно е да се кажува дека се инвестирало во образованието, бидејќи гледаме инвестициите каде завршуваат. Жалиме што СДСМ и нивниот председател се во заложништво на партијата од Мала Речица. Меѓутоа, бројките и фактите говорат дека многу малку инвестиции се предвидени за останатите училишта, каде што директорите не се блиски до партијата на Али Ахмети. Да ги подсетиме господата од власта дека учебници за учениците се уште нема и дека се што ветија се излагаа. Исто така, сакаме да ги подсетиме представниците на владеачката коалиција дека ученичкиот дом, кој е под ингеренции на владата и Министерството за образование, повеќе од 2 недели е без грејење. И во самиот дом нема никакви услови за престој на учениците. Затоа ги повикуваме представниците на власта, на учениците, најпрво да им обезбедат основни услови за функционирање, а потоа да се фалат со така наречените инвестиции на Дуи и Али Ахмети.